почитуван председател на владата господин Зоран Заев, почитуван градоначалник на град Скопје господин Шилегов, почитуван градоначалник на општина Карпаш господин Богоев, почитувани представници на делегацијата на Европската унија, почитувани карпошани, граѓани на Скопје, почитувани представници на медиумите, дами и господа. Новиот спортско-адреналински парк е уште еден успешно завршен проект кој ќе остане во собственост на општината Карпаш, на градот Скопје, на сите наши граѓани и ќе биде одлично место за несекојдневна рекреација на карпошани, скопјани, сите наши граѓани кои го посетуваат главниот град, но и сите туристи кои се зависници од спортскиот адреналин. Практикувањето на спортот и имањето време за рекреација се важни предуслови за здрав и исполнет живот и токму затоа сметам дека проектите од овој тип се од големо значење за социализација, доброто здравје и секако среќата на граѓаните. Би сакал да посочам дека изградбата на спортско-адреналинскиот парк во Карпаш се одвиваше во рамките на проектот за локална и регионална конкурентност, кој е во вкупна вредност од 21 милион евра, а е поддржан од делегацијата на Европската унија и владата на Република Северна Македонија. Ова е еден од 57-те подпроекти кои се одвиваа изминатите неколку години во 10 туристички дестинации низ државата, а со кој директно влијаеме на зголемување на атрактивноста на нашата држава како туристичка дестинација и за домашните и за странските туристи, но и со кои се збогатува рекреативниот и културниот живот и се подобрува животниот стандард на сите граѓани. За реализација на овој подпроект беше одобрен буџет од 907.000 евра или скоро 56 милиони денари, од кои преку проектот за локална и регионална конкурентност се обезбедени 85% од средствата или 770.000 евра, додека општина Карпаш партиципира со околу 140.000 евра. Со вкупните средства завршена е реконструкција на целокупниот адреналински парк, но не само, како што нагласи градоначалникот Богоев, имаше реконструкција на детско игралиште со поставување на реквизити за деца, реконструкција на скейт парк и негово проширување, поставување на игралишта за одбојка, фудбал на песок и така натаму. Особено сум среќен што сум дел од промените кои самиот сакам да ги гледам во нашето општество. И горд сум што оваа влада навистина инвестира во подобар и поквалитетен живот на нашите граѓани. Во корисни проекти кои се навистина потребни, во проекти кои се всушност и предлози на самите граѓани. Оваа влада покажа дека го слуша гласот на народот, бидејќи тоа е единствениот начин за напредок и подобрување на нашиот дом, нашата земја, нашиот град, нашата општина. Посакувам паркот постојано да биде исполнет со ведри лица, нашите граѓани и сите кои го посетуваат да уживаат во понудените содржини и секако да поминуваат квалитетно време тука, да се опуштат и растеретат од секојдневните обврски. Нека и со среќа новиот спортско-адреналински парк на вистина Скопје станува едно поинаква приказна. Благодарам.